Добар ден, драги пријатели! Добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов. Денеска, оваа недела е недела на обработка на продукти и повторно денеска ќе зборувам за продукт, а тоа е кокосово масло, затоа што 2016 и 2017 година по мене се години на многу кревање на фама околу кокосовото масло. Многу компании произведуваат вода со кокосово масло, па многу компании почна да произведуваат кокосово млеко, производи во кои што е додадено кокосово масло и така натаму, и практично како и секоја друга работа која што станува тренд, после одредено време многу компании почнуваат да ја злоупотребуваат. И сакам да ви расчистам некои работи во врска со кокосовото масло и сакам да ви расчистам некои работи како и за секој друг производ. Земете го и млекото. Ако тоа не знам станало тренд пред не знам колку години дека е добро и треба да се конзумира, многу компании денеска го злоупотребуваат и прават најразлични варијанти на млеко, прават најразлични процесирани млека, прават најразлични производи кои што се млечни продукти и кои што потекнуваат од самото млеко, но кои што воопшто не се добри за конзумирање. Тука и кокосовото масло. И прва работа, ако очекувате дека кокосовото масло ќе ви ги реши сите проблеми од лошиот начин на исхрана и дека ќе ви го замени вашиот лош начин на живот, тоа нема да се случи. Кокосовото масло исто така, не знам кој од вас е свесен, но исто како и сите други масла и продукти, ако помине низ процесирање на висока температура, ако помине низ процесирање на збогатување со мириси, ароми и така натаму, тоа ќе значи дека конзумирате комплетно неквалитетен продукт и напротив, не само што нема да биде здрав, туку ќе биде нездрав и бескорисен и ќе наштети на вашето тело. Од друга страна, ако очекувате дека кокосовото масло ќе ви реши одреден здравствен проблем, повторно нема тоа да се случи. Значи, оно што сакам да го поентирам и оно што константно го поентирам и ќе бидам досаден е дека не очекувате дека одреден производ и нутриент ќе ја направи клучната разлика. Она што секој од нас мора да го разбере и ако сака да има долгорочни добри навики и добар изглед и добро чувство и енергија, ќе треба да разбере дека се работи за животен проект кој што подразбира избалансирана исхрана секојдневно со доволно вода, со доволно нутритивна вредност, доволно енергетска вредност. Така да кокосовото масло дефинитивно јас не би го ставил како нешто што треба да се исклучи или дека е нездраво, но немојте да се потпирате на тоа дека кокосовото масло сега тука ќе направи чуда. Значи напротив, ако ги земеме како масла, вие би требало и да конзумирате и масло кое што го користиме дома за готвење, и може да користите и маслиново масло, може да користите и масло од ленено семе и од сончоглед и кокосово, значи се работи за баланс, а не сега фокус на конкретно да сега се што ќе правам со кокосово масло и ќе мислам дека ќе ми се решат проблемите. Напротив, внимавајте, има многу денеска производи, води и масла кои што се кокосови, но ако ги погледнеме малку на етикетата и ако видиме на кој начин се процесирани, ќе сватиме дека се работи за дефинитивно ѓубре производ, така да немојте да подлегнувате на увота дека сега јас конзумирам и ова е супер здраво и готово. Диета на кокосово масло најверојатно кај да ќе почне да излегува. Така да, дечки, поентата од цела во оваа епизода и разговор низ неколку изминати епизоди кои што обработувам конкретни продукти е дека не сакам да се потпирате на одреден продукт. Сакам да се потпирате на вас и сакам да се потпирате на добри животни навики и избалансирана исхрана која што треба да ви стане начин на живот и секојдневие. Дефинитивно. Така да, фала ви уште еднаш за вниманието. Фала ви што сте интерактивни, што црпам инспирација и идеи од сите вас. И ми значат сите коментари, ми значи се што ќе ме прашате и ми значи се што ќе ми дадете како сугестија и дополнување на сето ова што јас тука го зборувам, бидејќи не се работи само за мене или само за вас, се работи за сите нас и ако сите ние придонесеме по некаква информација, прашање и додавање во одредена дискусија, ќе направиме поголема свест како луѓе и како нација и искрено мене тоа ми е целта и затоа овие епизоди ги одржувам и ќе ги одржувам и понатаму. Тука ви посакувам убав ден, се одјавувам, исто така ви посакувам и здрави животни навики и уште еднаш благодарам за вашето време. Чао, чао!